Кризниот штаб за бојкот предводен од Јанко Бачев, Филип Петровски, Љупчо Палевски и Солза Грчева бараат пари од владата за водење на јавна пропаганда односно имплементирање на нивната кампања за бојкот на референдумското изјаснување. Велат колку ќе потроши извршната власт за поддршка на референдумот. Толку пари треба да добијат и тие за да ги задржат граѓаните дома на 30 септември. Ние сме спремни доколку владата земе 1 евро и нас да ни даде 1 евро. Значи спремни сме на секоја сума. Колку ќе земе владата за кампања, толку да даде на кризниот штаб, бидејќи кажав, јавен интерес во оваа држава секој граѓанин да го слушне мислењето на двете пораки, и пораката на владата и пораката на кризниот штаб, па народот нека се одлучи. Предходно партијата Единствена Македонија на Јанко Бачев реагираше што владата ги задолжила сите министерства и други органи на државната управа да одвојат средства за кампања за референдумот. Ги предупредуваме сите министерства и другите државни органи дека одвојувањето пари само за владината кампања за референдумот нема уставна и законска основа, бидејќи е потребно или и владата и противниците да се финансираат од буџетот или и на двете страни да не им се дозволат буџетски средства за кампањата за референдумот. Според изјавите на министерката за одбрана Радмила Шикеринска, буџетските средства за јавна пропаганда ќе ги користи овластениот предлагач на референдумот, а тоа е Собранието. За сега само таа најави дека од своето министерство на владата на располагање ќе стави сума од 1.000.000 евра пари на граѓаните, идентична со онаа која нејзината партија ја потроши на последните парламентарни избори, на кои дојде и на власт. Од другите министерства се уште молк. Владата прави анализи и наредната недела ќе излезе со конечните податоци. Се уште се дефинираат сите чекори кои што ќе се превземат, што се ќе влезе во таа кампања и кога ќе има официјален став владата ќе ве извести. А вие како министерство немате одвоена средства за финансирање на референдумот? Владата во целост прави анализа на буџетските можности и кога ќе има детали ќе излезе со истите и ќе ги презентира пред јавноста. На следната владина седница која според најавите ќе се одржи во среда, официјално ќе се одреди сумата која ќе се оддели за пропагандата. Останува отворено од што ќе скратат министерствата за да инкасираат во референдумот, но и кој ќе ја сноси одговорноста за потрошените средства, ако референдумското изјаснување едноставно остане игнорирано. А Собранието ја истурка до крај работата со преспанскиот договор внатре институционално.